Председателе, значи, не знам како да кажам, уште си аплаудирате сами на себе вас. Не знам дали надвор од Собраниево, од вашите домови, а гледате реалноста, колешке. И песни почнавте да пеете. До песна ви стигна, колешке. Кога ние ви велевме нема 600 километри автопатишта во Гостивар, во Македонија вие велевте има, ќе ги направиме. Сега кога дојдовте до крајот мандатот, вие велите дека нема. Дај да ги вратиме дискусиите да видиме кој што зборувал. И велите сега реновирани, не реновирани, може би половина реновирани, половина се раскопани. Жив сведок сум, доаѓам од Гостивар. 2 месеци раскопани, 2 километри делница, уште не е пуштена целосно. Раскопани се. На изгребан асфалт возевме 2 недели. Тоа се вашите реформи, колешке. И вашата транспарентност. Знаете кога сте транспарентни? Кога јавноста ќе ве обелодени. И тогаш, фатени на дело, вие тоа си го преведувате транспарентни. Не сте транспарентни, колешке. Не можете да бидете транспарентни. Законот за марихуана, тоа беше измена на законот. Зошто измена? За да не пропаднат фирмите на фамилијата на вашиот председател. Обелоденети го повлековте. Ќе чекате некое подобро време, ќе го видите исходот на следните избори. Токму исходот ќе ви каже какви закони требало да правите, а не вака да манипулирате со јавноста. И по однос на 100.000 денари плата, вие ги запишавте во вашата програма. Не дојде никој доктор од ВМРО ДПМН да ви ја пишува програмата. И сега ја замајувате јавноста и докторите со дежурствата. Па дежурствата не влегуваат во плата. Не влегуваат во плата. Вие ветивте чисто, гласно, јасно 100.000 денари плата. Јас ли ветерав? Јас ли ветерав вакви ветувања да давате? За сега да ретерирате и да велите дека не било така, било вака. И по однос на капитациониот бод, конечно, и 8 денари што го покачивте, сега го изменувате правилникот преку Фондот за здравствено осигурување, па наместо 100% да има исплата за матичен лекар кој што има 2000 пациенти, вие намаливте 100% да има исплата, уствари обратно, наместо за 1700 до 800 пациенти, за 2000 пациенти, што значи дека ни покачувањето од 8 денари фактички нема да го добијат. Тоа е таа транспарентност на оваа владеачка гарнитура. Благодарам. Втора контрреплика Шипак.